Окей, бацинja мои. Иначе е сабота, кои сме 19-20 и е 4 поса бајле. Зашто ви го кажам ово 4 поса бајле? Посто идеме у Кападокија. Окей, сега сме на главниот терминал. Фактички дечките се тргнати од Истанбул, 2 автобуса и ќе застанат да не соберат овде у Анкара, оти ние сме избеглици 10 души. O istemedim ya. Senin. Tamam mı? Sen? Tak. İçmiyor musun? Му го продаде веќе. Мајко мило. Идеме на чајче. Окей, каснат педерите, ги чекаме сат. Вратете ми го сатот за спиење. Вратете ми го. Врати се ти. Значи мора да си ја продолжам традицијата, мајстре, видов голуб па да го прашам дали сака интервју нешто. Господине, едно прашање, господине. Пошто касна дечките од Истанбул, ќе се качиме фактички 2 сати покасно. Распоредот понатака ќе биде све покасно или некои работи ќе се промашат, ќе видиме шо како. Ама има зашто касниме. Его автобусот, фала Богу. И после 10 минути одма правиме пауза на бензинска. Прекога влегов внатре, мисле дека се ќе биде као ексајтинг едно друго, земале умрени сите мајстре, спијат не знаат кај се наоѓа. Баки мој, пустина искомерцијализирана. Стигнасва, ќе имаме доручек туку у некое село мајстре. Ја класика овоше пред јадење. Нече не е толку топло, така да се издржу. Ке земати ќе ни прават доручек, човече. Овие што се студенти. Патки. Стигнасва со Пурџан, братот. Онде се јаките слики на Инстаграм. Онде. После. Something about Cappadocia before you came? Yeah, where to take good pictures. Good pictures. Yeah, where to take them. I googled that. You should follow the Asians. Oh, okay, good. And Cappadocia is a place between 3 big mountains. They were active volcanoes about 3 million years ago. Сега стварно сонцето си пуца и баш е како пустина, ама добар вајбс. Викам чики да пројдам. Викам не, кај ќе пројдеш, Мари, кај кажеш? Убаво е, стварно. Специфично место. Добро е што ги земав овие крампониве, мајстере, да не ми лизга. If you fall, it's okay, but the camera no. No, camera no. Camera no. Pictures. Yeah. Thank you. You got it. Идеме на Ридон. Anything for the gram. Окей, местенцето е топ.
продолжуваме на другото. Си гледаме таму. Камили, а од каде? Мајсторе, бетер коњи смрдат. Сега сме у Гореме Open Museum. Значи самиот музеј е уствари цел као комплекс и порано било населба и тука живееле многу христијани. Не сме се слика внатре пошто има цркви и има фрески. Дечкото што беше овој туристичкиот водич вика као демек не сме да се збори внатре, демек као дишеле и демек така се правило влага у просторијата, вика мајко мена. Еве наводно што има многу ерозија и ги поправаат, ги им додаваат пошто многу се распаи. Trying to look for a Scottish guy. Huh? Yeah, in here. Oh, there he is. Hey, what's up, mate? Alright, pal, how you doing? Don't start the accent thing, please. That's the math, think, eh? Fucking hell. Fucking hell, mate. Fucking hell. Why are you being a cunt? Hey, I'm gonna need both of you to say cutlery. Cutlery. This is our friend. Cutlery. Hey, скалички! Hey! There they are! Yes. Bailando! Bailando! Мајстре, колко е тесно! Ова е немогуче! Мајсторе! Yes. Prison. Сега одиме во една куќа кај што ќе прават грниња. Наводно, ова е некоја јака фамилија што прави грниња кој знае не знам од кога. И кажува дека традиционално порано за да се докажал мажот, синот, односно дека знае дека може да заработи пари, дека е спремен за женење, готово да ја побара девојката, пред таткото морал да направи грне. И сега идеме и гледаме грниња, мајстере. Follow me. Especially the boys and girls who want to marry were going to this festival. And there was one important rule for marrying. If you are a boy, you have to know how to make pottery. And if you are a girl, you have to know how to knit a carpet. If you don't know, you can't marry. But as you know, everything has changed in today's world. For example, I know how to make pottery, I'm an English teacher, I'm a professional writer, but I'm still single. Everything has changed. Our master Ahmed, he will show you old kick wheel technique which was used by people first time at history 4,000 years ago. Is there an engineer here? Yes. Can you do this? No. It matched. Now, is there a volunteer who wants to try it? Me. She's getting used to it. Look at that. Now, hey, professional. You can begin to work here at 8 o'clock tomorrow morning. Really? And now, there's a...
Иха, во градчето сме сега, завршивме со сите глупости, идеме у хотел, имаме само саат и пол да одмориме, да здивнеме малце, да се стушираме и идеме на турска вечера. Таму ќе има unlimited алкохол и ќе има некои си грици мици, така да пред тоа ќе треба и да вечерам. Значи не можев да ви снимам, ама како изгледа кога е пред зајди сонце, значи целото место горе ме се вика фактички. За жал немавме време да се качиме на ридчето горе за да го гледаме. Пошто бевме да јадеме и се убрзање некако и се идеме на турска вечера што ќе биде. Таму ќе пиеме рак. Онака баш е убаво место да си го прошеташ, да си уживаш, да си искулираш бар некои 3-4 дена. Се надам дека некојаш ќе се врати. Пиеме рак. Значи не е ракија, не е узо, рак. Takva sreća imam!
И тука завршува турската вечер, многу убаво искуство. Баш убаво што дојдов, затоа што стварно немаше никогаш ова да го видам. Многу убава традиција и свето тоа. Са бајле стануваме рано и се качувам на ридот за да фатам некои слики, некои снимки со балоните. Нема да се возам на балонот, ама мислам дека овие слики ќе се извадат, така да се гледаме са бајле. Бум!